Драга моја магична фамилија, добре дојдовте на Унелун Тарот. Јас се надевам дека сите сте добро и здраво и дека ќе продолжиме да исчитуваме канализирани пораки од Тарот картите за денешен ден, 28. први 2026 година. Овие канализирани пораки се ваши настани кои што се надевам дека се во случајни енергија да се случат или пак ќе се случат во наредниот период. Јас се надевам дека сите ќе се пронајдете денеска во денешното исчитување од овие канализирани пораки од Тарот картите колективни. Нема да резонира со секој од вас и нема да биде во енергија да бидете во ваша енергетска вредност. Превземете само она што ќе биде во енергија да бидете во ваша асертивност, во ваша енергетска вредност и секогаш да знаете дека улогите можат да бидат заменети. Ајде да започнеме со исчитување на овие пораки, да видиме што сакаат Тарот картите денеска да ни порачаат, да видиме за што станува збор. Имаме сонце и имаме енергија. Мајка и ќерка, мајка и дете, енергија сонце. Ова е многу божанска енергија. Енергија каде што ќе биде застапена секоја витална и секоја испорачана енергетска вредност кон универзумот. Ова ќе биде остварување на некој сон по повод мајка и дете или пак енергија да некој од вас биде во енергија да се оствари како родител, а пак за други од вас ќе биде во енергија да дојде во резонирање со своето дете, да го негува своето дете или пак ова ќе биде енергија каде што ова сонце ви укажува на енергија дека треба да го негувате вашето дете во сами вас. Ајде да видиме за што поконкретно се работи во денешново исчитување од Тарот картите, за која персона спроти вас или пак ова сте тоа вие. Ајде да видиме што сакаат Тарот картите да ни соопштат денеска. Витезот на пентаклите, еден најспор витез во декот, но кога ќе се одлучи, ќе биде во енергија да биде донесена права одлука. Ајде да видиме за што станува збор во денешното исчитување. Пажот на пентаклите, 5 штапови, пет пентакли, десет мачеви. Оваа персона била премногу во минатиот период, премногу повредувана, оставена на буквална ледина, каде што и немала можеби средства, материјални средства, да биде во енергија, да дојде до заработка, да дојде до преголема енергетска вредност, каде што и ќе треба да даде за своето дете, да придонесе за своето дете. Енергија каде што ќе му се нудат моменти на стабилни предлози за материјална независност, но оваа персона имала многу битни фактори во неговиот живот, каде што и водела една голема борба, можеби со конкуренција од неговата работна енергија, а можеби и
водела борба за да заработи пари, за да може да придонесе за своето дете. Но сето тоа е веќе завршено затоа што оваа персона доаѓа во енергија да биде повредена и оставена на едно цедило од страна на персони кои што ужасно им верувала, но била во енергија да затвори една долгогодишна кармична енергетска вредност. 10 мачеви се енергија на еден крај, на еден моментален енергетски дел каде што и самата персона која што и одгледува дете е во енергија да биде во носење на битни и важни одлуки по повод нејзина енергетска вредност, а таа е 10 мачеви која што страшно ја повредиле овие персони кои што и укажувале моменти на нереална енергетска слика, а тоа е дека ќе заработува, ќе биде во енергија на ова се мали понуди кои што можат да ги подадат, но не и да прифати енергија која што ќе биде задоволувачка за да се избори за своето семејство или пак да се избори за своето дете, каде што ќе дојде во енергија на материјална независност или пак енергија каде што ќе може да му овозможи на своето дете кој што и му ветува да биде во енергија дека ќе биде исполнета секоја желба и секоја енергетска вредност. Оваа персона се сносува во енергија да биде во енергетска вредност, каде што е сега повредена и е во енергија дека доживеала превара во материјална независност, во материјална добит, енергија каде што е одземена материјална енергетска вредност и оваа персона сега во моментов се наоѓа во една добра енергетска фаза каде што и одболува, енергија каде што се сноси со последиците од претходниот период каде што и за некој од вас ќе значи дека оваа персона и се борела со персони спроти нејзе за да добие материјална независност, работна енергија, каде што и ја повредуваат до максимум. Овдека ќе почне нешто ново. Овој циклус е завршен за оваа персона. Ајде да видиме што сака да ви порача оваа персона, зашто токму денеска доаѓа во денешново исчитување од тарот картите. Оваа персона може би е на дистанца, размислува за својата фамилија, па затоа сега се појавува како енергија во енергија на сонце со мајка и дете. Таа ве држи во енергетска вредност како нешто што му е најсвето и најсветло во неговиот живот. 7 мачеви, токму така, изиграна, преварена, оставена на едно огромно цедило. Смрт затвара една долга енергетска вредност, а може би сте тоа и вие, превземете енергија како вам ви одговара, како ви резонира на сите што ќе дојдете да погледнете оваа порака. Точакот на среќата или пак судбината, Херофант, и Хермит. Токму така. Оваа персона е сама, осамена, но е духовно влезена во сама себе,
енергија каде што и Херофантот и Хермитот се две големи аркани каде што и точакот на среќата е во енергија да биде во енергетска вредност каде што промените настанале за оваа персона. Ова енергија каде што оваа персона токму денеска се појавува во денешното исчитување од тарот картите е дека ќе треба да направи еден огромен пресврт во настаните каде што и прави, веќе е почната да прави еден огромен пресврт на настаните каде што и ќе треба да дојде во енергија да сватите и разберете колку оваа персона има енергетска вредност. За некој од вас можеби стрелецот е во енергија да биде во големо значење за вас, стрелска енергија по хороскопски знак, бик, девица и шкорпија. Енергија да донесе битна и важна одлука во неговиот живот, да се просветли, да научи од грешките во минатото, да ги затвори енергетските вредности, за да може ова сонце да го огрее каде што и доаѓа во енергија дека ветува нешто што ќе биде во енергија на исполнување. Енергија каде што оваа персона има огромна енергетска вредност за вас. Вие сте сонце за оваа персона, вашата фамилија е сонце за оваа персона. Оваа персона во изминатиот период се борела со сама себе, била во енергетска вредност на измама, лага и превара. За некој од вас ке значи дека оваа персона бе преварила и била во енергетска вредност, да сте затвориле еден огромен циклус со оваа персона, но тарот картите кажуваат нешто сосема подругачи. Енергија каде што оваа персона е сама, нема никој до нејзе, е во енергија да го придвижува тркалото на среќата каде што и Хермитот ја учи, ја внесува во еден огромен енергетски дел каде што и универзумот и поставува огромни енергетски вредности, искушенија, каде што и ќе мора да научи зашто и како се борела во изминатиот период, зашто и како била преварена во изминатиот период, но и ќе смати и научи, ќе добие енергетска вредност која што ќе биде во своје исполнување, а тоа е тркалото на среќата или пак на судбината. Ова е енергетска вредност, ова е ваша судбоносна персона која што е во вашиот кодекс, во вашиот љубовен енергетски дел, каде што и вие ја негувате, ја оформувате како персона која што и треба да го придвижи тркалото на среќата или пак на судбината, каде што и ги прави последните намери за вас. Ајде да видиме и совет од универзумот. Што сака универзумот да ви порача? Драг мој колектив, звезда, токму така. Имајте надеж, 6 мачеви, вашата енергетска вредност ќе се подобри, ќе бидете во енергија на ваше залагање. Оваа персона, ако ве напуштила, ќе биде во енергија да може да ви подаде материјална стабилност, да бидете во ваша енергетска вредност. Доколку е на дистанца оваа персона, знаете дека ќе биде во енергија на доаѓање, енергија каде што и ќе материјално ве остабилизира, но е во енергија на 4 купови, енергија каде што и прави медитативна енергетска вредност за љубов, енергија каде што оваа персона
доколку е ваш брачен партнер или пак енергија каде што и оваа персона ве познава одамна, е енергија да, оваа персона размислува на вас, но во љубовен аспект. Оваа персона размислува на вас, но мисли дека вие нема да му дадете втора шанса. Енергија каде што оваа персона има огромна желба за вас и вашата ќерка или син, не е битно, за вашето дете, затоа што оваа персона се ветила пред да ве напушти. Се ветила дека ќе ве удостои со сите атрибути кои што и треба да ги поседувате како една фамилија. И последна карта, пажот на куповите. Ќе даде мала енергетска вредност, ова се емоции кои што се мали, но се во огромно значење. За сите вас, оваа персона сака да се врати во вашиот живот, за да ви помогне да ве заштити и да ви даде потпора, материјална вредност, каде што и сите желби кои што се ветени од оваа персона ќе бидат исполнети. Таа е во надеж дека ќе се врати за подобра енергетска вредност, постабилна, во мирни води, каде што и ќе ви донесе една благосостојба, материјална добит или пак енергија каде што ќе бидете материјално стабилни, материјално ќе ве стабилизира, ќе ви подаде рака за да успеете во сето она што сте го имале во претходниот период. Ајде да видиме и совет за вас. Вели царството на вештирките или царството на магионичарките, царството на магијата. Енергија каде што за вас, драги мои, денешното исчитување од тарот картите, од овие колективни енергии, ќе бидат во моментална енергетска вредност, каде што и оваа карта ви советува да верувате во сето тоа што е магично, што може универзумот да направи за вас преку моментална енергетска вредност, а тоа е дека вашата интуитивност е пред се најголема. Јас се надевам дека оваа порака ќе биде донесена во енергетска вредност, каде што и ќе бидете во можна состојба да се спознаете или пак дознаете за персона спроти вас која што ќе биде во енергија на исполнување на секоја ваша желба која што ја оставила во изминатиот период, а не ја исполнила. Се гледаме во наредна порака. На вам ви посакувам еден добар и успешен работен ден. Поздрав!